Моето пътешествие низ руралните региони, заборавените села, природните убавини и културно-историски знаменитости во Република Македонија, ете ме донесе во Охридскијата регија. Овој пат решив да прошетам во незиниот северозападен дел, во славна Дебарча, да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо-македонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде да појдете во атарот на оваа регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода, навистина е историја на овој регион. Затоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Оваа регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, на целиот свој атар од сите типолошки варијанти од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо-македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Ризницата на културното наследство на Македонија, создавана во текот на праисторијата, па се до почетокот на минатиот столетие, опфаќа голем број на споменици кои припаѓаат на различни историски епохи и ги одразуваат плодните творечки идеи на ова поднебје, изразувано преку поединечни техники на творење, како живопишување, резбарење, иконопишување, градителствување или пак некој друг вид на креирање. Македонија поседува 7081 недвижен споменик, од кои 4293 се археолошки наоѓалишта, 992 цркви и манастири, со над 150.000 квадратни километри фреско сликарство, над 22.855 икони и 240 иконостаси, балдахини и владички престоли изведени во резба, 220 објекти од рурална и 379 од урбана архитектура, 47 кули, бедеми и мостови, 1000 споменици и спомен обележја, 228 објекти од османличката архитектура, џамии, анови, амами, стари чаршии. Музејските и галериските збирки содржат над 500.000 поставки, археолошки и етнолошки предмети, предмети од историско значење, како и предмети од применетата уметност. Во 1980 година во списокот на споменици под заштита на УНЕСКО е внесени Охридскиот регион, а како негов составен дел и регионот Дебарча. Факт е дека векови назад на овие простори не сме биле сами, дека тука се испрепретувале најразлични цивилизации и најразлични култури. Потврда на тоа е и фактот што општина Дебарча изобилува со извонредно голем број на археолошки локалитети и токму поаѓајќи од тоа ние минатата година, ако се сеќавате, по овој период промовираме еден проект кој што исто така го спроведуваме заедно со Филозофскиот факултет,
а тоа беше антрополошка топографија на најзначајните археолошки локалитети во општина Дебрца, при што беа таргетирани 10 такви локалитети. Ова година исто така со финансиска подршка на општина Дебрца ја продолжиме таа активност и се концентрираме на проектот Тревенишко каре. Извршени се истражувања на Тревенишкото каре и токму денеска ќе бидат презентирани резултатите од тој проект. Нашата заложба, сето ова што го правиме е во рамките на нашата заложба Дебрца навистина да ја промовираме во една високо рангирана природна, културна и археолошка туристичка дестинација. И токму затоа во наредниот период ќе продолжиме со тие активности. Се ова што досега беше истражувано од страна на истражувачки тип предводен од раководител на тимот професор доктор Виктор Ричи Адамс, ќе ги продолжиме во наредниот период. Нашата заложба крајно е навистина со оглед на тоа да најзначајниот археолошки локалитет кој што го има Дебрца, тоа е Тревенишкото каре и Тревенишката некропола, да преуредиме задружниот дом во село Тревениште и да го претвориме во спроевиден дом на археолошкото наследство на општина Дебрца. На тоа не обврзуваат и 100 години трајатели. Дебрца е девствен природен рај. Дебрца е оаза на цивилизацијата. Таа е оаза на културното наследство на Македонија. Имајќи ги предвид богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности кои на регионот му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност, со нивната зачуваност, разновидност и интегралност, создадени се можности регионот да представува добро од највисоко национално значење со универзални вредности за човештвото и неговата историја, култура, уметност и наука. Дебрца како споменишна целина има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низа поединечни градби кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од исклучително значење. Како една од најстарите човекови населби на овие простори, таа представува ретко архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова област, формирана во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопенисување во изминатиот период, се издигала и развивала во една карактеристична хармонија. Од устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византинскиот, отоманскиот и денешното наше современие, се дознава дека во оваа регија, така да речам, урбаното живење било добро организирано. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци, кои тврдат дека оваа регија била населена уште пред 4000 години пред нашата ера. Минатото и сегашноста на Дебрца е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други со нераскиндиви нишки кои го градат долгиот континуитет на дебарцкиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во дебарцкото битисување испреплетени за превозот на времето.
Славна Дебарца, како дел од Македонија, македонската култура и македонскиот дух е преполна со остатоци од милионимската одисеја на жителите од овој крај, од нивното прво биолошко и творешко културно напојување, па се до денес. Огромна благодарност кон општината Дебрца, кон градоначалникот Зоран Гачевски. Значи Македонија има 3-4 општини со извонредно богато археолошко, културно, цивилизацијско наследство, меѓу кои некако многу малку се покажуваше интерес од страна на градските собранија, овде-онде да речеме. Но оваа општина, значи под водство на градоначалникот, покажа навистина една зрелост, еден огромен интерес со реализацијата на овие две фази. Значи цивилизацијските локалитети ги опфативме во 2018 година, како што рече градоначалникот, 10 локалитети, значи не биле само села, туку постоеле градови, градчиња и утврдувања што ја контролирале, ја чинеле цивилизацијата во Дебрца, значи тој е регионот Северна Тесаритија, североисточна, значи. Така да оваа година се концентриравме на најглавниот, после значи проценката за тоа кој е каков, од каде, свативме дека Тревенишкото кале представувало град во кој што екзистирал во долгоременски период, но не очекувавме дека би се открил нешто повеќе од онаа раната антика, значи од времето на екзистенцијата, односно закупувањето на представниците, господарите, нели на Тревениште, на Тревенишкото кале, во Тревенишката некропола, што е светски позната некропола. Значи очекувавме да откриеме некоја рана антика, архајски период, рана антика и нешто можеби малку, јас верував до оваа година дека постоело горе на врвот едно мало рано-византиско кастелче, утврдување од времето на Јустинијан. Можеби како наблюдувачница, спекула за трансфер на сигналите за аларм, значи кон големиот град Лих. Меѓутоа оваа година, гледате, откривме неочекувано, значи еден поголем временски континуитет, екзистенцијален континуитет на локалитетот. Значи, видите, локалитетот е мерен 1997 година, прва планиметрија. Меѓутоа сега овие 2 години лани го посетивме, уточнивме нешто, значи југоисточниот дел, над зидот го откривме, оваа година откривме и остатоци од култен објект горе и откривме податоци оваа година кои што укажуваат на живот, значи континуиран, на една, би рекол, една доста силна, јака, компактна човечка заедница на Тревенишкото кале. Тоа е површина од околу 5 хектари. Во периодот, да речем, од архајскиот, иако Васил Лактов споменува уште и постар, бронзено-добен културен хоризонт, но сега тоа треба да се сондири, да се потврди тоа. Значи, па се низ антиката, римскиот царски период, доцната антика, рано-византискиот период, како што откривме оваа година, не е кастел, туку компактен живот на една силна заедница. Па, гледате и средновековниот културен хоризонт не изненади. И минатата година добивме, како да речам, навестување, знак прелиминарен преку откривањето на еден средновековен бронзен крст енколпион од некој 12 век горе доле. Тука е датирањето со представа на Исус и евангелистите, 4 евангелисти. Меѓутоа, оваа година излегоа и чанкастите византиски монети, тип уранискос, уранче, мало небенце, па откривме и успеавме да евидентираме, да мислиме дека зидот околу градот бил репариран, бил протогено изграден во доцната антика, можеби во рана Византија, во 6 век, во средниот век бил репариран, крпен, правен, пустен, ќе видиме, треба да се сондира и да се провери. И би рекол, сензација беше откривањето на контурите на средновековен храм и остатоци од скелет на еден скелет од еден гроб кој што илегалните трајачи го отвориле во близина на црквата, значи на храмот во една јама, меѓутоа го оставиле како череп, нели? И тоа е едно интересно сознание што укажува дека градот во средниот век постојал, значи екзистирал низ најверојатно 10-11, меѓутоа 12-13 според монетите и до 14 век. И
сега дојде, значи со свој црковен храм и дојде момент, дојдовме да размислуваме со оглед на големината на градот, стратегиската позиција на оваа локација која што го контролира оној премин на тој крстосница на патиштата што доаѓале, да речеме, од Кичево кон Охрид и од под Рим, од Дебар, да речеме, или од Ќафтасан, од Струшко кон преку Лиоишта на Косел, повезување со Вија Игнација, нели, на кај Опенце и нагоре на кај Ресанско, нели. Така да тоа е причината поради која се издигнала една моќна елита, владетелите на градот, нели, оние што се погребани долу во некаковата Тревенишката Лоренци, нели, така да и што живееле, ето што инвестирале тука, ние не можеме да одговориме сега на прашањето како било името во раната антика. Можеби се споменуваат повеќе градови, нели, Енгелана, Керакс, Бојои, Сатион, например, уште некои други во оние немирни времења кога се доаѓале римските легии, Тит Ливи ги запишал овие имиња. Сега тоа треба еден среќен наод да се открие името на тој рано антички архајски град, но еве мислиме дека сега во овој момент, во средновековниот период, со овие наоди, можеме да речеме да, ете, јас сум цврсто убеден за сега, да го насетуваме, името на средновековниот град, а тоа би бил градот Дебрец. На незиниот простор тлее материјален културен комплекс од времења, а од него се раѓа мистичен дух кој обседнува со својата акумулирана енергија на творечкото минато, кој најпрво внесува возбуда, потоа станува занес со неговата комплетна содржајност од творечки реликти на непрекинатото милениумско творештво, иако за жал многу импулси на минато културно создавање за секогаш се загубени, уништени од погрешно насочена акција, од погрешно потребена енергија и на крајот од погрешно искористените резултати на таквиот зафат. Дебарца 4000 години зрачи на целиот негов простор, како дел на животниот простор, на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, амбопите, мигдонците, крестонците, бисалтите, еордејците, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик, македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргиадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, чиј владетел со Македонија, како дел од Византија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Климентовата книжена школа, како дел од моштвата црковни повелби житија, кои датираат од 969 година до 1018 година, за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсей и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 година до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византиските цареви, царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските
властелини царот Стефан Урош IV, Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Во атарот на регионот Дебарца се наоѓа 30 археолошки локалитети од сите историски епохи, сите типолошки варијанти од преисторијата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, меѓу кои најпознати се археолошкиот локалитет Требеништа, некропола Горенци, која датира од 8 до 4 век пред нашата ера, археолошкиот локалитет Требенишко кале, кој датира од античкиот период, археолошкиот локалитет Зла страна, кој датира од времето на неолитот, археолошкиот локалитет Кутлина, која датира од неолитот, па се до 6 век, археолошките локалитети Сува чешма, Три челусти и Вртулика, чии наводи датираат од 8 па се до 4 век пред нашата ера, како и археолошкиот локалитет Черепец и пещерата Јаорец, во која има траги од првобитната заедница. Припаѓа и на Охридскиот регион, каде што сега знаете дека целиот е под УНЕСКО заштита и е под мониторинг. И еве ние правиме усилби од управата да ги потикнеме и да размислуваат и градоначалниците и луѓето сега кои што се во овој регион да размислуваат за културното наследство. Единствен начин како да се зачува тоа е свесноста на институциите и на луѓето да се допринесе заеднички да го направиме. Ќе пробаме со поинаква стратегија и тактика да допринесеме ние како управа и нашите професори и останатите заводи што се за заштита, да ги подигнеме стандардите, да го подигнеме нивото на работа и сепак овие локалитети кои што се значени да го добијат вистинското место во регионот. Катастарските парцели не се уште земени од општините и да се знае дека тоа се обрадени, ополчени со чуварски служби, со надлежна институција која што ги мониторира, со екипи кои што континуирано работат до завршна презентација на објектот. Така да објектот ќе има многу поголемо значење, кој ќе биде конзервиран, презентиран на високо ниво, за да можат туристи да дојдат. Тука ќе се развие и приватниот бизнис и локалната заедница ќе има свој инкам, да речем, финансиски од целата работа. Иако во историските и археолошките науки малку се знае и воопшто не се истражувани, а се составен дел од историјата на Македонија и македонскиот народ, воедно се нераскинлив дел на историското опстојување на Дебарца се и археолошките локалитети, Зглавница, која се наоѓа во атарот на селото Издеглавје, Бањи Бигори, Избичани, Преслоп во селото Слатино, Брце Ковачница во Еленишта, Јаковски кујчи и Голица во селото Сливово, Добра вода во Арбиново, Иванова ливада, Икона, Калуѓерица, Оджа, Бавча, Скала, Кутлина, Попов дол, Црквиште во селото Велмеј, Манастириште во Песочани, Мрамор во селото Мраморец, Нивишта во Врбјани, Радејица во селото Турије, Свети Атанасии во Лешани, Свети Атанасии, Свети Василии и Свети Јован во Белчишта,
Света Богородица во Горно Средоречие, Свети Димитрија во Издеглавје, Света Мартинија во Требеништа, Свети Никола во Волино, Свети Никола во Злецни, Свети Петар и сите свети во Лешани, селиште во Оздолени, селиште и Ивани во Мешеишта, средовековното археолошко наоѓалиште Скала во Велмеј, стари гробишта во Волино, старо село во Црвена вода и многу други. На години нашите институции немаат нови вработувања на археолози, нови млади луѓе кои што ќе работат со понови технологии, кои што ќе сепак, знаете, времето пред 10 и 15 години го пропуштивме, веќе отидова напред. Нови технологии кои што многу побрзо ги имаме и со знанијата од сите аспекти. Работат на поедноставен начин, многу побрзо ги имаат информациите за нештата и се олеснува целата работа. Ние минатата година успеавме да го пробиеме патот до локалитетот, годинава истражувачкиот тим вршише одредени истражувања, значи продолжуваме и во наредниот период таа културна дестинација да направиме, значи со посета на тој изложбен центар, тој дом на археолошкото наследство и со посета на самиот локалитет. Во тој дом на археолошкото наследство би ги сместиле не само археолошките наводи од Требеништа, него од сите археолошки локалитети на Девоца. Значи центарот на културата на Девоца треба да биде Требеништа. Има ли шанси да стане атракција? Има шанси, јас верувам, јас напишав во еден пост, тоа е мој сон, меѓутоа знаете дека соновите се реализираат и Мартин Лутер Кинг веруваше еден ден дека белите и силните момчиња за рака ќе се држат и се држат денеска во Америка и во светот, така да верувам во тој мој сон и се надам дека за брзо тој ќе стане реалност. До сега за славна Дебарца е многу пишувано и тоа од автори кои просторно се далеку од Дебарца и автори кои потекнуваат од самото подрачје, меѓу кои Никифор Грегора, Хачи Калфа, Вујадин Јагич, Петар Влаховиќ, Јован Цвијич, Стефан Верковиќ, Алекса Урошевиќ, Григорije Острогоски, Миливоје Филиповиќ, Стијепан Антољак, Јован Трифуновски, Бранко Панов и многу други. И кај едните кај другите се среќаваат одлики за ова регион кои датираат уште од праисторијата, од времето на првите Херодотови записи за човечното, од старомакедонскиот период, римскиот, византискиот, средновековниот македонски период, отоманскиот период, па се до денешниот. За седиштето на епископијата на Свети Климент, науката расправа повеќе од 150 години. Известни се повеќе предпоставки за незината локација, почнувајќи од Родопите, па по течението на реката Вардар, во Брегалничкиот крај, па се до градот Берат во Албанија. Најбројни се предпоставките дека неговата епископија се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија, поточно во Охридската регија. Според историските изговори, иако осходни, се претпоставува дека седиштето на Климентовата епископија се наоѓа некаде на територијата на Дебарца, каде што се претпоставува дека овде на овие простори се наоѓа областа Котичевица, областа Дремвица, областа Велика, како и градовите Дремвиц, Дебрец, каде што Свети Климент Охридски, како прв епископ на Дребница и Велика во 890 година, според
пространното житие за Свети Климент на Теофилах Охридски, документирано од 9 ракописи, еден од најблиските ученици и соработници на македонските и славенските просветители Кирил и Методи, кој го придружува својот учител Методија уште неговата рана младост и со своји очи ги видел сите дела на учителот, а дружењето со него му овозможило да се здобие со изводрено образование, поради што бил земен и во познатата моравска мисија и се здобил и со изводрено пастирско и мисионерско искуство, а по упокојувањето на Свети Методи во 1885 година Свети Климент заедно со Свети Наум и Ангелари преку Белград стигнале во Приска, а оттаму дошол за учител во Македонија, ги положил темелите на македонската и на сесловенската писменост на Охридскиот книжевен центар и подготвил терен за замена на византиската ерархија со домородна, проповедал и богослужел на староцрковен македонски јазик. Како епископ развил уште позасилена пастирчка, просветителска, црковно-организаторска и литературна дејност. Покрај преведувањето и докомплетирањето на потребната богослужбена и друга за евангелската мисија потребна литература, за потребите на свештенството и на верниот народ Божи, тој составил и прости и јасни слова, поуки похвали за сите празници во чест на Пресвета Богородица, Свети Јован Крстител, за пророци, апостоли и маченици, преподобни и други категории и светители. Освен проповедите, Свети Климент пишува и химнографски творби, служби и канони. Тој се смета за автор или најмалку коавтор на житијата на неговите учители, светите Кирил и Методи. Во еден сублимат кажано, Свети Климент ги положил здравите темели на Охридската архиепископија. Иако во вистинска смисла на зборот, археолошките истражувања во Македонија, а воедно и во регионот Дебрца, започнуваат во првата деценија на 19 век, претежно од туѓи археолози, како што се Богдан Филов и Карл Школорип, се до 1944 година имаат пограбувачки карактер, како што е Требенишката некропола, која се наоѓа во селото Требеништа, позната по 56 гробови со богати гробни дарови, меѓу кои златни маски од железното, архаичното и хеленистичкото време, од крајот на 17-тиот па се до 4-тиот век пред нашата ера и ограбувањето на 80 скопоцени предмети, средновековни црковни ракописи со историска културна вредност, златната круна на Свети Климент со емајл и крст стара повеќе од 13 века, како и неговото жезло од слонова коска со змија, скапоцената круна на Свети Климент, плаштеницата на Андроник Палеолог, кој на црквата Богородица преви лепта и го подарил Теодор Комнен, ретописот од 10 век на Јован Шкилича, иконата на Христа Спасителот, подарок на Охридскиот архиепископ Димитрije од 13 век, надписот на плоча од бронза од Прокопије, архиепископ на прва Јустинијана, плаштеница на Андроник Палеолог, собрана од црквата Свети Климент, сребрената кутија со мостите на Света Матрона, сребрениот крст од 1742 година, две покривки, подарок на Дука Комнен, старото Евангелие со ликот на Свети Климент, 20 старословенски ракописи и една сребрена икона изработена во релјеф. Тоа е едно пошироко
риторско прашање, бидејќи сепак тука државата треба тоа да го преземе. Факт е дека тие 4 златни носки кои што во изминатиот 6-месечен период беа изложени во Археолошки музеј на Македонија, 2 се наоѓаат во Белград, се наоѓаат во Софија. Може и место да навистина им е тука, меѓутоа ние она што сакаме да промовираме дека тој локалитет, Сребреништа, кој што е навистина историски, цивилизацијски локалитет, тоа е извонредна светска приказна, да го промовираме и кај нас, да го промовираме и пред меѓународната заедница, да го промовираме како извонреден туристички локалитет и токму затоа се сите овие заложби кои што ги правам во изминатиот период, бидејќи треба да ги имаме во предвид фактот дека Дебрца е дел и од светското природно, но и светското културно значење. Во секој случај златните маски се откриени во Сребреништа, тие се наши, но тие се и светски. За сето ова што претходно го напоменав, постои документ во кој е запишано: денеска, 28 ноември 1916 година, врз основа на телеграма од 21 овој месец, под број 17762, на председателот на владата доктор Радославов, составен е овој акт за собраните, спакувани и испратени на привремено чување во Софија, долу назначени црковни старини, собственост на градот Охрид. На крајот од документот стои дека актот е составен и подпишан од присутните во 4 примероци, и тоа: еден за министер-председателот Радославов, за Охридското окружно началство, за Светата Охридска митрополија и за Народниот музеј во Софија. На документот се подпишани окружниот началник Петров, бугарскиот митрополит Борис, околискиот началник Петар Чауле, секретарот на окружното началство Огненов и охридскиот граѓанин Сарџов. За да ги собере сите овие артефакти, бугарскиот владика Борис ја повикал на помош и војската на бугарскиот гарнизон во Охрид. Тие влегле во куќата на угледниот охридски свештеник Ѓорѓи Икономов. Во неа влегол лично владиката Борис, полковникот Пешинов, неговиот аѓутант поручникот Најданов, подпоручникот Миков, офицер на 23-тиот пешадетски полк и висшиот полициски иследник на бригадата поручникот Цеков. Икономов не можел да им помогне, пошто не бил во добра здравствена состојба, имено бил неподвижен. Во претресот полковникот Пешинов веднаш му наредил на постариот водник на 23-тиот полк Иван Безлев, кој исто така бил во нивна придужба, со сила да ги отвори сите корчици во куќата. Скапоцената круна на Свети Климен, бугарскиот владика Борис, полковникот Пешинов, неговиот аѓутант Најданов, подпоручникот Михов и висшиот полицајски иследник Цеков, круната на Свети Климен во 1916 година ја пронашле во куќата на Филипчевци. Кога било прибрано се што било пронајдено, а по отстапувањето на бугарската војска од Македонија, владиката Борис ја уништил целокупната архива во врска со тој вандалски чин. Сепак, некои документи останале, па така останал и еден примерок од документот што го потврдува грабежот на бугарската војска во 1916 година. Документот што го потврдува грабежот на бугарската војска во 1916 година е пронајден во 1967 година во Охрид. Документот случајно го пронашол Јован Поповски, доаенот на македонското новинарство и публицистика. Во своите спомени забележал дека пред 45 години пред една малска фурна во Охрид чекал да си купи геврек. Забележал дека на кепенекот од фурната има едно купче стара хартија, најверојатно канцелариска архива со печати и подписи. Фактот дека станува збор
за некакви документи со кои Фурнаџијата ги витка од јевреците веднаш му го привлекло вниманието. Додека чекал да дојде наред, прелистал неколку од хартиите и на негово големо изненадување открил еден историски документ од времето на бугарската окупација на Охрид во 1916 година. Документот всушност бил список на големи уметнички, историски и црковни драгоценности кои биле собрани од бугарската војска во градот и околината и однесена во Софија. Го прашал Фурнаџијата дали може да ја земе хартијата, а тој му рекол дека може да се ги земи сите ако сака, затоа што тој имал купишта одив, ги користел за подпалување на фурната. Го зел документот и подоцна внимателно го разгледал. Станувало збор за автентичен список на скапоцени работи кои бугарскиот владика Борис кој ги собрал и ги испратил во Софија. Оригиналот го однел во Охридскиот архив, мислејќи дека немал право таквиот драгоцен документ да го однесе во неговиот дом. Но претходно внимателно го препишал на рака од збор до збор. Кога по некое време го побарал во Охридскиот архив, од тој документ немало ни абер ни трага, просто речено го снемало, па така денеска веродостојно на тој документ од тоа време е преписката на Јован Поповски. Според записите на Јован Поповски, тој во 1968 година, значи една година откако случајно го пронашол документот за одземените скапоценности на Охрид, имал средба и со Крстен Црвенковски, тогаш председател на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, сакајќи да го заинтересира да покрене иницијатива за враќање на сите одземени предмети во Македонија, меѓу кои и на златната круна на Свети Климент. Според Поповски, председателот на комунистите на Македонија само одмавнал со раката и му рекол: "Доста ли е караници со бугарите?" А зошто да има караници кога постои документ дека предметите се однесени и на привремено чување? Ако бараш простор во кој се испомешало минатото со сегашноста, сегашноста со иднината, посети ја славна Дебрца. Посети ги славно дебрцките села, кои молкум шепотат скоро без глас, раскажувајќи и пророкувајќи си ја собствената судбина од раскошен мир и немир, во исто време необјаснимо сплотени едни во други, обдарени со милоста Божја, накитена и распослана со безброј бавини на сите страни, облазена во сончевина, простор во кој се слушаа звуците на музите од минатото и реткиот звук од кавалот, од понекој овчар кој оддава печаток на жално певање на некогашната вечност, сегашност, мир и иднина. И пак, ако сакаш да го најдеш состојниот мир, грабни барем дел од мирот, оној духовниот во вера Христа, со која биле подигнати преубавите камени базилики, втемелени врз цврста карпа на вечен простор во кој одекнуваат звуците на битките од минатите војни, непокорот на македонецот, избитот и желбата за обстојот во оваа действена, недопредна природа на славна Дебрца. Да знае ова дрво, да каже историјата што дека поминала, да каже историјата знаена, незнаена, историја која што од колено на колено, од генерација на генерација ќе се прикажува секаде во светот, се додека постои светот.